Наместо да се намалува, бројот на административци во Штип се зголемува. Со вакви обвинувања излезе денес локалниот лидер на ВМРО-ДПМН Иван Јорданов. Додека граѓаните се соочуваат секојдневно со комунални и инфраструктурни проблеми, општината и локалните власти, наместо да се насочат кон решавање на истите, тие продолжуваат во континуитет со партиски вработувања во локалните институции. Имено на претходната седница на Совет, како и на денешните комисиски расправи, во сите локални институции, почнувајќи од општината, јавните предпријатија, градинките, се донесени и се донесуваат нови планови за вработување на нови партиски војници. Ова уште еднаш го потврдува стравот кој што е присутен кај нив, дека од ден на ден ја губат довербата и поддршката кај граѓаните и се коси со нивните предизборни ветувања дека ќе ги мотивираат и ќе ги задржуваат младите во нашиот град. Смешно е партија која 11 години партизираше и вработуваше по список, сега да зборува за вработувања, возврати градоначалникот Благој Бочварски. Општина Штип има 37 празни позиции кои што треба да бидат пополнети со стручни кадри. На мене ми е многу жал што во минатото биле пополнувани само ниските, условно речено, пониските ешалони, позиции во хиерархијата, а навистина стручните луѓе има доста, кај стручните позиции, високо квалификуваните позиции, има доста празни места. Откако сум ја превзел општина Штип, досега ние имаме намалување на вработените, дел по основ на пензионирање и токму затоа ние мораме да планираме што ќе правиме бидејќи ни фалат градежни инженери, градежни инспектори, правници, економисти, врз база на кој почива оваа општина и морат тие кадри да ги има. Што се однесува до другиот дел од нивниот став, можам да кажам дека ВМРО-ДПМН нема никаква шанса на наредните избори и токму заради тоа, поради ваквите погубни политики кои што ги води не само од позиција на власт, туку и од позиција на опозиција, се гледа дека тие апсолутно ниту знаат, ниту може да ја водат оваа држава.